Ова утро во Деница на Мега ќе разговараме за активностите на луѓето за кои што сите ги сметаат како најнеактивни, односно третото доба, пензионерите. Сега, нивните планови, проекти, интереси и се останато од општественото живење преку Сдруженијето од Битола, ќе ги дознаеме преку мојот гостин, тоа е преседателот Томе Илиовски. На почеток ви благодарам што сте ова утро овде со мене, да разговараме, да ја побиеме тезата дека вие пензионерите ништо не работите, иако така важи меѓу народот. Тој е пензионер, нема што да работи, тие се најнеактивни, меѓутоа сметам дека тоа е спротивно. Ви благодарам што сте ова утро со мене и кажете ми, кои се активностите на Сдруженијето на пензионери во Битола? Прво, јас вас ви благодарам што ми дадовте можност да се преискажам за активностите на Сдруженијето на пензионери Битола, да ги поздравам прво сите пензионери, а потоа сите нивни поколенијата и да му посакам на сите добро здравје и успешна година во оваа 2016 година, година во која што сметам дека ќе поминат сите премрежини и ќе тргнеме по еден нормален и добар реален живот. Што се односи самиот збор што го рековте во почетокот, се мисли дека сме неактивни, баш спротивното, ние пензионерите сме едни од најактивните луѓе. Прво гледајќи ги внуците на наши што се и така натаму, а второ и самите како пензионери сме многу активни. Сдруженијето на пензионери Битола брои 17.000 пензионери, не без инвалидските пензионери, само Сдруженијето на старосни пензионери, воени, така натаму. Важно без инвалидските, со инвалидските негде во Битола сме близу 20.000, 19.500, а нашето Сдружение има 17.000 пензионери. Ние како Сдружение сме доста активни. Работиме на многу полина и се трудиме што е можно да му помогнеме на пензионерите кои што се понеактивни или не можат да работат и така натаму. Планот и програмата за работата во 2015 година ние го донесоме уште во 2014 во декември месец. Во тој план имаме предвидено многу работи, се она што предвидоме и исполниме буквално 100%, да не кажам повеќе од 100%, значи 100%. Во планот за работа, кај нас работат и неколку секции. Има секцијата на хоро, пејачката група Сирма Војвода. Таа е една од најактивните пејачки групи, учествува на сите манифестации и така натаму. Имаме спортски секции. Во почетокот тоа немало, откога сме дојдени, јас откога сум дојден на чело на оваа Сдружение, веќе последните 4 години спортските секции работат. Ако кажам спортски секции, треба да кажам дека ние учествуваме прво имаме наши локални такмичења, тука вршиме селекција. Кои спортски дисциплини? Ќе ви кажам. Значи, вршиме селекција во самото Сдружение, потоа имаме такмичење на ниво на регион и потоа такмичење на ниво на република, така наречено државно такмичење. Имаме моментално тоа се бе 12 спортски дисциплини за жени и мажи. Така. Значи посебно, тука имаме шах, имаме домино, имаме пикадо, спортски, атлетика, тоа се троскок, скок од место, воздушна пушка, мислам гаѓање со воздушни пушки за мажи и за жени тегнење на јаже, а сега веќе ги прошириме уште со две, тоа е со кошарка, фрлење на кош од определено место и останата дисциплина во овој момент ја заборавив, важно се негде сега 14 дисциплини, шутирање на гол. Така. Има ли интерес? Интересот за овие спортски дисциплини е многу голем. Ако ви речем дека во текот сега веќе кога ќе почнеме да запишуваме, ќе се појават најмалку преку 500 луѓе. Луѓето сакаат да спортуваат, сакаат да бидат активни и ние за тоа сакаме да му удоволиме ними, го земаме на полигонот што беше. Со ова изјава, господине Томе, ги мотивирате и младите повеќе да спортуваат, вие на подминати години сакате спорта младите некако? Јас би ги повикал младите точно
да гледат како ние спортуваме, како се припремаме за овие спортски надпревари, како да одиме на Олимпијада. Буквално така сме ангажирани. Има комисија која е задолжена за таа работа и сето тоа се спроведе. Значи, и ова година со истото ќе почнеме. Ова година мораме да бидеме нешто поактивни, затоа што и славиме 70 години од постојањето на Сдруженијето, 70 години. Од постојањето на Сдруженијето и на Сојузот на пензионери на Македонија, така да и на ниво на Македонија и на ниво на Битола ќе бидеме многу поактивни. Кога кажав дека програмата за 2015 година ја исполниме 100%, да напомнам само неколку работи. Значи, кажав спортските активности, пејачката група Сирма Војвода активна, ние учествуваме во самиот Сојуз, постои културно-уметнички средби, така наречени, во кои што одат пејачките групи кои што се, и таму имаме регионално и државно такмичење. Друга манифестација која што исто така е од културно-забавен живот е така наречена манифестацијата Пензионерите пеат. Занската година ние беме домаќини на таа манифестација Пензионерите пеат. Ми се чини, и вие бевте присутни, видовте колку се луѓето заинтересирани, а ова година ќе видиме домаќини на регионалната ревија на песни, музика и игра. Тоа ќе биде негде на, доколку точно се сеќавам, е на 11 мај, во вторник ова година, ќе биде во Битола во Народниот театар, каде што ќе учествуваат пејачките групи одат. Значи, кога велам ќе учествуваат, значи и во другите здруженија, тоа се работи на културно-забавниот живот. Кога сме околу програмата и плановите што вие како здружение ги одвивате, кажете ми, колку активности имате? Еве, имате помош во однос на примање донации. Вие сте луѓе кои што давате донации, им помагате на оние повозрастни кои што се изнемоштени или немаат кој да се грижи за нив. Имате активности околу тоа запишувањето на дрва, како оди таа процедура, нели, да се обезбедат луѓето огревно дрво за во зима да немаат проблеми. Тие планови ги терате ли оваа година? Видите, ланската година, кажав, сите планови што беа, се и ова година. Снабдувањето на дрва за огредната сезона 2016-2017, значи за идната зима, веќе кај нас заврши. Ова година ние пишаме негде околу 12.500 кубни метра дрва, со кои што ќе ги снабдиме пензионерите. Морам да кажам дека има малку поголемо интерес него што можеме да дадеме, меѓутоа тоа не зависи од нас, тоа зависи од шумските предпријатија колку може да ни дадат нас и тие нормално има и други своји клиенти, така да не може да ни дадат. Значи, имаме преку 12.000, дрвата се завршени, попишани, се плаќа на 9 рати, почнувајќи од 1 ноември. Ние од 1 ноември почнеме да пишуваме. За жал, ова година при пишувањето стана малку, се појави определени проблеми, а проблемите се јавија во тоа што се појави фама дека нема дрва, така да кога јас во 6 сатов појдов да делам бончина и начинот на кој што ги даваме дрвата да не дои да се тепат луѓето едно друго, за жал имаше преку 300 луѓе кои што не дозволија да ги поделиме така убаво бончината, но се јавиме полиција, со помош на полицијата го средиме сето тој проблем и во рок од 5 дена ги пишаме сите дрва кои што ги имаме на располагање. Сега тек тука некој се јавува, јас можам да му кажам на пензионерите кој сака сега да пиши дрва, може да се јави во шумското крај Макчалан кај нас, тие запишуваат дрва исто на рати. Цената на нивните дрва и нашите дрва се разликува негде за 2% од онаја цена, затоа што тоа 2% кое што нас не следува како манипулативни трошоци, ние не го земаме како здружение, ами му го даваме на пензионерите. И сега тоа не е, ќе рече некој малку или многу, али сепак едно 50 денари по 1 кубен метар, секој сака нешто да заштеди, а што е најважно да кај нас ние му пишуваме чекчина, одана во банката, си плаќа, сите услуги му ги правиме и затоа му е кај нас многу полесно и кај нас сака да видат. Спомнавте донации. Ние како здружение не примаме донации, не примаме, немаме потреба такво нешто, али даваме и многу донации. Минатата година дадоме негде преку 380.000 донации. Ако не се лажам, беше во физикалното деление во болницата? Значи, прво дадоме 180.000 за поплавите. Први кој што дадоме за поплавите, донациите му префрлиме на донацијска сметка на
Црвениот крст, каде ги распоредува, како ги распоредува, не сакаме да навлегуваме, даваме донации во Старскиот дом. Сјурајдер, во Сјурајдер имаме дадено ова година 3 пати донација. Еднаш му дадоме најсовремен телевизор, кој што пред тоа му е даден, ова година му дадеме уште еден телевизор, затоа што има две, така да речем, соби за рекреација, за гледање на она, да може таму. Му направиме еден летниковец во убав стил, за да може луѓе да седнат да игра карти и помош кога нашата пеачка група оди ги посетува ними, даваме донации, да речем, ова година даваме во чаршаф и во навлак и така натаму. И спомнавте вие да во болницата, да, дадоме 50.000 денари донација за уредување на физикалната терапија. Значи, сметаме дека таму не ода само стари, за жал, ода и деца, меѓутоа дека треба таа соба да биде уредена, таа просторија да биде уредена, да биде убаво и секако вие како новинари знаете, пред тоа и сега како е. Исто така во болницата имаме дадено донации, мислам, не ова година, минатата година 120.000 денари дадоме за нейрохирургија, за поправење на нейрохирургија, потоа дадоме околу 50.000 денари за опрема на собата за деца за аутизам, таму кај што ќе било, требало да има мајките, родителите, дедовците, баби што ги носат, да има каде, ние се пријавиме, дадоме и така натаму. Ние сме едно здружение кој што дава многу донации, многу, а не примаме, немаме потреба да примаме и затоа не примаме, значи кога би го барале најверојатно би добиле, али немаме потреба и даваме донации и во клубови, према и така. Ке се навратам во делот на она што го нуди државата. Значи имаме момент кога преку Фондот за пензијско и инвалидско осигурување или преку Министерство за труд и социјална политика се доделуваат тие бесплатни бањи, меѓутоа и вашето здружение организира нешто слично. Значи кажете ми каков е интересот овде кај битолчани, сакаат ли да одат на бањи? Види вака, што се односи за бањите, ние едино со Негорски бањи имаме некој договор во кој што нашите пензионери што одат со наши потврди 10% добива, тоа е договор меѓу нас и ними, 10% попус. Другите овие што се бесплатните бањи ги организира оди преку Фондот за пензијско и инвалидско осигурување или Министерството за труд и социјала, не знам таму кој се. Во битова интересот е голем и ми се чини дека веќе оние луѓе кои се заинтересирани и добиваат. Сега дури му се дава границата, порано беше пензијата да биде миним помала пензија, сега веќе тоа е проширено и дури се оди на тоа да брачни другари, бидејќи секој се конкурира, во различни моменти добива, сега да сум информирани, веќе тоа знам и јас ургирам да се среди, кога оди едниот брачен другар, дојде и другиот да бида заедно, така да, или ради помош едниот на другиот и така натаму. Ние во однос на тоа на посебни бањи не даваме, али затоа даваме бесплатен преглед. Во Битолска лабораторија, која што се наоѓа кај црквата Света Димитрија, со чек секој од нас пензионер може да појде и да добија бесплатен Ова беше проект што и минатата година го имате. Да, тој проект ги имаме минатата година и ова година го продолжиме и бројот се од ден на ден се зголемува, значи бројот на луѓе се зголемува, во текот на еден месец негде 700 до 800 прегледи се врши, тоа нормално ние си го плаќаме со договор со ними, таму се триглицериди, холестерол и шеќерот на она му се испитува, а доколку сака поголема анализа да се направи, си доплаќа определена сума во која што и тие 50 денари може да влеза, така да тоа е она. Потоа кај нас ние за жал даваме доста средства за тешко болните луѓе од тумори, операции на срце и така натаму, бајпасови средства само даваме. Тука даваме во текот на годината негде околу 400-500 денари, за која што имаме комисија составена од 3 врвни лекари, еден е ортопед, другиот беше хирург, доктор Нича, и другиот е нейрохирург. Значи сите тројца се биле како во својата служба примариуси, луѓе кои што работат активно и досега секој кој што се јавил побарал, имаме правилник, досега и даваме наши преку 300 и нешто илјади. Што се односи за финансиски, можам да се пофалам дека ова година, веќе сега на 17 ќе биде извршен, а на 24 ќе биде собранието.
Годината финансиски ја завршиме успешно со определена добивка, на која што добивка ќе покушаваме што е можно помала да биде, да не останува од месец за месец, но домаќините секогаш треба да има резерва за не дај Боже. Така За не дај Боже, и ние како здружение гледаме да имаме, макар да на таа добивка плаќаме определен данок на добивка, меѓутоа без разлика што плаќаме, нашата на раководните структури е мислењето дека треба да има определена добивка, ти не се знае на кога ќе би потребале повеќе пари или не би потребале, секогаш да се има една резерва која што во дадени моменти или не дај Боже, бидејќи сме луѓе кои што даваме, мислам дружение, кои што даваме донации, некој не погоди да можеме во дадени моменти да помогнеме. Да одвоите средства. Во делот на бесплатниот автобуски превоз, тоа е проект за кој што се изборивте, го обезбедивте за самите пензионери, имаше своевремено проблеми околу тоа, некои од линиите не сака, па во одредени денови. Како е регулиран оваа година овој проект? Бесплатниот автобуски превоз, или сега тој во почеток го беше бесплатен вторник и петок, сега тоа се мена е секој ден, со тоа што се плаќа 50% партиципација. На сите пензионери му даваме членска книжка, наша лично, која што е како личната карта, да речем, се поставува во фолија и како лична карта, со покажувањето на таа карта има 50% попис. Ова година превозниците, имаше самите превозници со собранието на општината, нови договори. Ние уште одма реагираме, гледаме, учествуваме во сите тие работи и за оваа година се подпишани договорите, значи уште мислам за минатата 2015 негде од јуни месец кога почна, се подпишани договорите буквално со сите превозници и јас доколку знам досега нема никаков проблем. Така, тоа е најважното. Околу ќе се навратам на онај дел каде што споменав, нели, дека сте луѓе во трето доба. Вие сте кои што помагате во домот за стари лица, меѓутоа каква е соработката со други невладини организации кои што имаат интерес, да речем, да се посветат на грижата на старите лица, оние кои што немаат свои поколенија, да речем, за да им помогнат при набавката секојдневно на оние основни потреби или набавката на лекарства. Имате ли соработка со некои такви здруженија кои што на волонтерски начин сето тоа го прават и го организираат, а вие служите како база на податоци во смисла на кое семејство каде што има таков пензионер би требало да им се помогне? Видете, ние покушаваме со социјални грижи преку Фондот за пензијско осигурание да со раководителот разговараме, таа работа да ја спроведиме некако, меѓутоа искрено дојдоме на некои определени пречки, затоа што прво луѓето кои што бара таква помош не е проблем. Тие може да се најдат, меѓутоа оние волонтери кои што треба да бида, ние како здружение се плашиме да ги преземеме, затоа што може да се случи да определени кражби, неправилности пријавени и така натаму, покушаме преку социјални грижи тоа да го регулираме и преку Црвен крст, морам да признам, тоа не успеавме онака да го направиме така, затоа што никој не се нафаќаше да гарантира дека кога ние ќе ги даеме тие пензионери, немало проблем на тие волонтери што се да му се даде определени средства, не само волонтери, ами да има мала надокнада, што се вели за едно кафе да се напија на широк, секако тие волонтери би биле повеќето млади деца. Меѓутоа, никој не гарантираше дискретноста на она работа што ќе работат тие, прво од самите волонтери што ќе биде, а второ мораме да бидеме објективни, ние веќе имаме искуство дека некои луѓе ќе најда начин само некого да го црна и да го окриват, така да тука не најдоме заеднички јазик, никој не ни гарантираше дека ако некој го пуштиме кај некого да поеде, дека тој нема да направи, а истовремено може да се случи стариот човек, неговите деца да му зема нешто, да му украда, па да рече дека волонтерот кој што дојде ми украде и тоа некако не успееме да го средиме, се уште работиме на тоа, немам оправдание како председател зошто тоа не го спроведиме.
Меѓутоа, дали има барем ова потреба? година како на прослава на 70 годишнина и тоа да го направиме. Кажете ми, има ли потреба? Имате ли такви членови кои што навистина им е потребно? Бидејќи многу обиди има и преку Црвениот крст и организација на жени и тие сака да се посветат конкретно, бидејќи постои онаа теза дека кога станува збор за малите деца, имаме градинка, имаме баби и дедовци, а кога станува збор за бабите и дедовците, нема кој да ги чува. Тоа е точно. Значи, бабите и дедовците се настојува на ниво на сојуз, што повеќе да се изградат пензионерски домови. Во Битола знаете дека имаме таков дом, таму дода. Меѓутоа, има луѓе, и лично јас можам да речам, до сега никој не се пријавил кај нас. Дали тоа во Црвен крст се јавил или не се јавил, не знам. Ние со Црвен крст соработуваме убаво. Никој кај нас не се пријавил да бара помош, да му безбедиме такви работи. Ние имаме едно такво искуство, сега покушаме да искористиме во Хрватска, во Иванич град, луѓе со кои што веќе ќе се побратимиме најверојатно, тие практикуваат таа работа. Тие, затоа ви реков, во оваа година можно е тоа да се реши, да се видат нивните искуства, какво се што се. Иначе, активот на жени кај нас е многу активен, стручни предавања се држа скоро секој четврток, со стручњаци од разни области, мислам во однос на болести, во однос на друго, во однос на заштита на домови, преку внатрешни, преку сето тоа. Значи, активот на жени е многу активен. Тие има негде во овој момент преку 100 и нешто жени активни, кои што ќе плаќаат дури чак и своја чланарина, али затоа е ода и на со другите здруженија, со другите активни жени, во текот на една година ода до 5-6 градови, најмалку до 5-6 градови, каде што ние како здружение му помагаме, му плаќаме превоз, учествуваме, а кога забавата одржува актива на жени, значи минато годишната забава во чест на Денот на ослободувањето на Битола, и имаме преку 380 гости од сета различни зона, од цела наша држава. Значи, јас само еднаш би рекол, еве ова година ќе имаме таква забава, на една таква забава наша да дојдете па да видите како пензионерите се забавуваат, како игра, како се весела, затоа што можда на свадбите тоа му го препуштаме на младите, а овде ќе сме ние гасти. Така треба. Иначе свадбата се остава нормално на младите, нивна треба да биде. Во секој случај, господин Илиовски, ви благодарам за вашето гостување во ова утро, нели, во Деница на Мега телевизија. Се надевам дека ќе имате успешна и плодна година оваа 2016-та, нели, наспроти 2017-та, и би сакала за сите ваши активности покрај оваа забава каде што сме поканети, јас се сметам за поканета, да не каните и да ги информираме граѓаните за вашите активности, да не важи онаа теза дека пензионерите се најнеактивните луѓе. Не, прво ви благодарам за поканата и што ми дадовте простор да се изнесам, да се произнесам по тоа нешто. Оваа теза апсолутно не е точна. Пензионерите се активни, не е бадијала речено пензионерот е пратеник. Ама да ги исклучиме тоа пратеникот, тоа е по домашна задача. Ние како пензионери сме многу активни, јас ви кажам во почетокот ќе бидеме активни. Се надевам дека се работуваме понатаму и дека ќе ги покривате нашите манифестации кои што ги одржуваме, а ние сме тука да се работуваме со вас. Ви благодарам. И јас ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со утринската.